Фудбалскиот клуб Брегалница своите надпревари како домаќин во престојното првенство во првата фудбалска лига ќе ги игра на стадионот Никола Мантов во Кочани. Ова и официјално е договорено во текот на вчерашниот ден со представниците од локалната самоуправа Кочани, при што се дефинирани детаљите околу организацијата на надпреварите. Со ова ние преземавме обврски кои треба да ги исполниме и тоа се некои критериуми према Фудбалската федерација на Македонија која ги захтева за одигрување на прволигашки надпревари. Според градоначалникот Ратко Димитровски, локалната самоуправа Кочани преку своите јавни предпријатија се обврзала да го одржува стадионот и теренот за да биде во состојба на него да се одигруваат прволигашки надпревари. Значи ние прво треба да го средиме игралиштето. Игралиштето треба да биде окосено пред секој надпревар. Треба домакино пред секој надпревар пред 3-4 сата исто да го наваде. Да се бележи. Наша врска е тоа. Да ги затвориме тие пролази кои не смеат да бидат дозволени. Утре у текот на надпревар може некој да направи инцидент. Значи тоа треба да го средиме и ќе го средиме. Како што дознаваме, Брегалница ќе плаќа и одреден символичен надомест за користење на стадионот во Кочани. Што се однесува до финансиската страна на договорот, Фудбалскиот клуб Брегалница се обврзува на нас за секоја утакмица да ни исплатува по 12.000 денари. Фудбалскиот клуб особено ќе добие, ние можеме да некои играчи да позајмеме, на позајмица да дојдат кај нас да играт. Друга работа, ќе добие градот. Кочани е еден фудбалски град кој е желен за вакви надпревари. Според предвиденото, своите надпревари како домаќин, Брегалница ќе ги игра во саботите, а во неделите Осогово ќе може да ги игра надпреварите од третата лига. Овој момент многу љубители на фудбалот од Штип не го прифатија со одобрување, бидејќи сметаат дека во сабота многу помал број на штипјани ќе имаат можност да отпатуваат во Кочани и да ги бодрат своите миленици. До ваквата ситуација доаѓа поради тоа што е најавена реконструкција на градскиот стадион во Штип со средства од УЕФА и учество од локалната самоуправа. На неколку пати досега се споменуваат термини за старт на реконструкцијата. Меѓутоа, засега ништо официјално не е соопштено. Ниту терминот за почеток, ниту роковите во кои би се извршила реконструкцијата, ниту пак каков ќе биде новиот изглед на градски во Штип.